Револтот кај граѓаните расте, но министерката Ангеловска не признава некоординираност меѓу институциите во врска со платежните картички и покрај 50.000 поднесени поплаки, 15.000 биле разни прашања во врска со процесот, а доставените 30.000 приговори со матични броеви допрва ќе се проверуваат. Ангеловска тврди дека на сите ќе им било одговорено до крајот на следната недела. Инаку УЈП дури во четвртокот ги добила листите за проверка од Генералниот секретаријат. Најголем дел од приговорите се поднесени од средношколци и студенти кои ги нема на списоците. Се уште нема информации дали пари легнале на сметките на пензионерите на кои не им следуваат средства. За пензионерите кои се најдоа на листите, Генералниот секретаријат бара МВР да поднесе кривични пријави бидејќи грешките според нив биле намерни. Министерката Ангеловска со спротивен став се работело за техничка грешка. Се работеше за неколку лица кои што во оној транзиција период помеѓу дента на пресекот на уредбата 22 мај, со кој што се земаше, со кој што се вадеа податоците, доколку во тие неколку дена имало период во кој што се води пред да се води како пензионер, доколку се водел како под друг статус, можеби влегле, меѓутоа за сите вакви ајде да кажеме случаи кои што требаше да се проверат, банките беа информирани да не ги издаваат картичките, да причекаат се со цел да се изврши финалната корекција. Нема информација ниту кога ќе се коригираат смешните суми на сметките кај здравствените работници од 50 евра, кои пак треба да добијат 40% од нивната нето плата. И во овој случај државните органи си ја префрлаат топката. Генералниот секретаријат на владата кон Фондот за здравство, оттаму пак кон здравствените установи. Ангеловска тврди дека веќе била доставена коригирана листа. Инаку 37.000 приговори биле доставени и до Министерството за економија за ваучерите од 100 евра за одмор во домашните летувалишта.